Добро, прво, прекрасно да бидеш повторно дома за празниците со семејството, со пријателите, овој базар денеска комунитарен, навистина во предвечерието на големите христијански празници, Божик секако му приличи и веруваме испраќа пораката на солидарноста, на топлината на домот, на можноста да помагаме на секој, секаде каде што можеме и во секое време. Сакам да искористам секако приликата да и честитам на нашиот народ новата преодна влада. Јас верувам дека и новите министри, кои што се на предлог на опозицијата, ќе ја вршат совесно и солидно својата работа, заради тоа што прво рековме дека секој месец, секоја недела, секој ден е важен. Зошто овој просперитет и прогрес да не го искористиме, да го напредиме, да растежот биде уште поголем. Верувам дека професионално ќе извршуваат својата работа. На крајот окото будно на јавноста е присутна, слободата и демократијата се вгнездени во нашата земја и верувам дека под окото на граѓаните на кои што служиме и за кои што постоиме, сериозно и секако посветено ќе извршуваат сите министри својата функција. Секако најважната задача е сите заедно да ги земат своите права, но пред се одговорности за организирање на слободни, фер и демократски избори, како што ни приличи, на земја која што во исчекување еве конечно да добие датум за почеток на преговори, една членка на НАТО и верувам дека тоа сите заедно можеме да го постигнеме. Многу важни законски процеси. Прво мене ми е драго и сум благодарен на парламентот како досегашен претседател на владата за донесувањето на законите кои што имаат импакт или реализација од 1 јануари, за да може да течат сите овие процеси, да можат, фондот за пензиско да почне да ги калкулира новите пензии од 1 јануари, новите плати кои што се покачувани во многу други дејности во државата, да може да тргнат сите субституции на платите за покачувањето на платите, на минималната плата, буквално овој месец ќе се исплати за декември. Сето тоа беше многу важно, но и многу други законски решенија. И се остануваат исто така важни, кои што во текот на јануари до почетокот на февруари треба да се донесат. Не би ги набројувал заради тоа што секој од законите, некои 50-тина, сите имаат своја важност. Зошто? Не знам. Не знаме дали е поважен законот за матична евиденција за да дечињата добијат документи, а со тоа да се регистрираат во училиштата. Или е поважен, законот кој што треба да е за конечниот договор за ратификацијата на анексот 4 на Кичев Охрид, за да може градежната механизација и оператива да работи, за на пролет, барем првата таа делница доле во низината, помеѓу Кичево и Охрид, да може да биде дури и пуштена во употреба. Се е важно од законските решенија, но верувам дека парламентот низ дискусија и дебата ќе ги донесе без било какви обструкции, заради тоа што на крајот одговорноста е пред граѓаните.